Добре, криптоентузијасти, за жал денеска нема да има видео, премногу обврски, едноставно нема да успеам да стигнам да го направам видеото за Селестија Тија, така да ќе го добиете во текот на утрешниот ден. Но гледате сами, значи постојано има материјал. Денеска имаме исто така ова кратко многу битно видео во однос на утрешниот состанок на FOMC, а тоа е состанок на Федералната резерва и нели соодветната пресконференција. Во текот на утрешниот ден нормално на нашиот канал ќе објавиме соодветен линк до пресконференцијата на овој настан, каде што нормално така речено канцеларот на Федералната резерва Джером Пауел ќе зборува за моменталната ситуација на економијата во Америка и нормално за политиката на Федералната резерва. Оние кои што не знаат, нормално Федералната резерва представува Централната банка на Америка, онаа која што ги принта доларите и ги пушта во оптек, и како таква, значи како една од оние уникатни да речем институции кои што имаат голема моќ над монетарната политика на Америка, а и со тоа на светот, значи имаат и голем удел во тоа како економијата ќе изреагира после овој состанок и нормално она што планираат да го превземат. Сега, зошто го велам тоа? Затоа што ние почнавме оваа година со очекување за 6 rate cuts. Значи, погледнете го последното видео, каде што разговаравме нели за економија, а тоа беше, ако не се лажам, во петокот. Во петокот разговаравме, нели, тоа беше последното видео со техничка анализа, каде што објаснивме дека значи неизбежно е да дојдеме до rate cut. Прашање е кога и прашање е колку. Но тој rate cut, значи во претходното видео, детално објаснивме што значи за економијата и како ќе помогне за крипто секторот. Дополнително, наспроти rate cut, имаме уште една појава која што чекаме да почне, а тоа е quantitative easing, односно конечно Федералната резерва да почне да купува државни обврзници од Америка, на тој начин практично да вбризгува долари во економијата на Америка. Зошто го велиме ова? Затоа што има неколку појави кои што моментално можеме да ги видиме, кои што ни посочуваат на тоа дека поголема е веројатноста да добиеме quantitative easing побрзо од rate cuts. Значи, понатаму гледаме дека инфлацијата е на доста високо ниво. Главните проблеми кои што моментално ги имаме, со кои што треба да се соочи Федералната резерва, а со тоа нормално и економијата, е затоа и гледаме селов. Значи, има неколку моменти кои што предизвикуваат страф на пазарот. Првиот момент не е тоа дека инфлацијата почна да се враќа нагоре. Не зборуваме за кор инфлацијата, зборуваме за CPI инфлацијата, кој што ги вклучува и цените на горивата и храната. Така да во оваа ситуација, значи, гледаме раст на таа инфлација, наместо да има пад и покрај тоа што имаме доста високи rate cuts. Значи имаме 5,5% камата на Федералната резерва, која што се нарекува rate cut, така. Во исто време имаме ситуации како што е на пример на глобално ниво ситуацијата каде што Јапонија поради предолго држење на quantitative easing и премногу ниски rate hikes, значи практично немаше rate hikes, беше на нула каматата на Централната банка на Јапонија, се доведе во ситуација каде што јенот моментално е на 30 годишна слаба позиција наспроти доларот. Што ова значи? Тоа значи дека ако и понатаму продолжи со рестриктивна политика и нешто што моментално гледам дека почнуваат да го зборуваат економистите, потенцијално нов rate hike за зголемување на каматата на Федералната резерва уште повеќе од 5,5%, практично ќе предизвикуваат колапс не само на јапонскиот јен, туку и на сите други валути кои што моментално се во споредба со доларот. Како што кажавме, колку повеќе се задржи рестриктивната политика на Федералната резерва, се очекува доларот и понатаму да остане јак, со тоа што ако оваа рестриктивна политика се зголеми, поради тоа што гледаме дека инфлацијата и понатаму одбива да падне до потребното ниво кое што го очекува Федералната резерва, а тоа е 2%, значи можеме да очекуваме дека со потенцијален rate hike и доларот и неговата вредност ќе продолжат да растат. Тоа што ние го зборуваме веќе 2 години наназад и гледате како кога и да имаме rate hike добиваме раст на доларот. Ако потенцијално добиеме rate cut, тогаш ќе имаме пад на доларот затоа што и значи и настрана од тоа што самата економија ќе го предизвика ова, затоа што многу пати сме разговарале, значи и самите луѓе по пат на психологија го прават тоа. Односно доколку има rate hikes, сите очекуваат дека доларот ќе почне да расте и нормално купуваат се повеќе долари. И на тој начин добиваме раст на доларот автоматски. И обратно, ако добиеме rate cut, тоа се очекува нели промена на политиката на Федералната резерва и луѓето се ослободуваат од доларот затоа што очекуваат дека ќе падне во вредност. Додека во исто време, значи да не заборавиме дека веќе имавме и една банка во колапс. Оваа банка, иако не толку голема, со само 6 милиарди долари, да речем,
портфолио беше купена од друга банка. Но каде е овдека проблемот? Значи, според најновите проценки, големите банки во Америка, значи големи и средни банки така речено, имаат повеќе од 600 милиарди долари во негатива моментално во собствените портфолија. Зошто е тоа така? Како што веќе објаснувавме, ако го погледнете последното видео за банкарскиот колапс кој што го објавивме, таму детално е објаснето ова во околу 1 час материјал. Значи имаме ситуација во која што нивниот баланс шит се повеќе и повеќе губи на вредност затоа што процентот по кој што они ги земале државните обврзници пред 2 години е многу помал во однос на процентот по кој што моментално државните обврзници се продаваат. Со тоа што ако банката моментално е принудена да има голем наплив на кеш поради преголемо барање на своите пари назад од луѓето кои што имаат депозити во оваа банка, автоматски истата нема да има доволно кеш во циркулација како и ниту една банка и ќе мора да почне да ги ликвидира овие обврзници кои што ги земала пред 1-2 години. Проблемот е што ако сака да ги продаде моментално, конкуренцијата е премногу голема, имате ситуација во која што државата продава врзници за 5%, а они овие врзници ги купиле за 1% добивка, се разбираме. Што значи дека они мораат да ви понудат повеќе од државата со цел вие да ги купите нивните обврзници и на тој начин да бидат во загуба, се разбираме. Значи они мораат да ги продадат со загуба овие обврзници кои што веќе ги поседуваат на своето портфолио со цел да соберат доволно кеш да вратат на депозитарите кои што сакаат да си ги повлечат депозитите назад. Автоматски се наоѓаат во ситуација во која што се во огромна загуба. И тоа е стравот во целата оваа ситуација. Така да, овие две главни причини јас верувам дека нема да дозвола Федералната резерва да продолжи со ваква рестриктивна политика бесконечно и само прашање на време е кога ќе мораат да ја сменат оваа политика. Значи, ако продолжат со оваа политика и не дај Боже уште еден рейт хајк да направат, они ќе ги стават сите своји партнери во ризик. Значи, вие имате ситуација во која што еврото ќе падне повторно на вредност, јенот ќе падне на вредност, сите нивни партнери, практично валутите им паѓа на вредност затоа што луѓето повеќе се фокусираат на долар и ги оставаат овие валути. Дополнително имате високи горива кои што истото тоа го забрзуваат нормално, а во исто време, како што кажавме, имаме уште една појава, а тоа е потенцијално крахирање и рецесија, во кој што се вклучени и колапсот на потенцијалните банки. Зошто го велиме тоа? Како што веќе кажавме, значи не само банките и многу други субјекти се во истата оваа ситуација, каде што сето она што го земале, посебно во облик на државни обврзници, сега моментално е во огромна загуба и само доколку успеат да дочекаат да заврши овој период во кој што нели ќе ги замена повторно овие обврзници назад за пари со камата, не се практично нели во ризик. Но најчесто се случува овие обврзници некогаш да бидат и 10, 15, 20 години. Така да вие не можете туку така само да очекувате дека ќе завршат, кога имате уште 10 години пред вас, а гледаме дека наместо да ги намалува каматните стапки по кои што позајмува, Америка ги зголемува каматните стапки по кои што позајмува. Така. И поради сите овие причини, плюс причината дека едноставно државата веќе нема од каде да позајмува, гледаме се помалку и помалку интерес за купување на државни обврзници. Значи, Федералната резерва во најмала рака мора да почне барем со quantitative easing, затоа што веќе нема кој да ги купи обврзниците на Мурика, а Мурика влегува во нови 3 војни, што значи дека и се потребни повеќе пари, што значи дека ако не го уклучат принтерот повторно, само прашање на време кога овој магичен круг на позајмување и позајмување ќе заврши катастрофално. Тоа е неизбежно, но сега за сега на краток рок пак ќе напоменам, јас не верувам дека они ќе си дозволат економијата да им влезе во рецесија, кога се вмешани во 3 војни, кога значи моментално имаат огромни кризи дома и да не забораваме, повторно ќе го кажеме истото, и претседателски избори. Така. Значи они треба да представат дека нивната економија е во ништо друго барем добра, така. Значи не мора одлична, барем да биде добра. А вие не можете да кажете дека ви е добра економијата ако имате масивен колапс на банки, ако имате компании кои што банкротираат поради високите каматни стапки на Федералната резерва и ако имаат долг не можат да го реструктурираат затоа што премногу се високи каматните стапки, неодржливо е. Значи дека имате многу вакви работи кои што едноставно како фактори во Америка ќе ја натераат, порано или подоцна ќе ја натераат Федералната резерва. И уште еднаш ќе напоменам, најголемите купувачи на американски долг не можат да продолжат да купуваат американски долг ако и понатаму нивните валути колабираат. Сега јас не зборам овдека за луѓето од Јапонија, јас зборам за јапонската држава. Значи не се џаби се државни обврзници од Америка
ако јенот изгубил 70% од неговата вредност, се разбираме. Значи вие си уништувате собствената земја, иако го заштитувате капиталот на државата, јенот како куповна моќ моментално има изгубено само во овие 4 месеци, ако не се лажам, негде околу 40% наспроти долар, што е катастрофално, се разбираме. И единствен начин е Федералната резерва конечно да ги намали овие rate hikes. Како повеќе ги намали овие rate hikes, така сето тоа ќе делува и на останатите валути, се разбираме. Затоа, дали ќе добиеме една или пет, дали воопште нема да добиеме оваа година rate cuts, тоа е многу битно и ќе слушнеме повеќе во текот на утрешното видео кога Джером Пауел ќе се изјасни околу сите овие појави кои што моментално ги спомнав и нормално ќе направиме соодветно видео откако ова ќе заврши. Во меѓувреме продолжуваме со Altcoin недела. Уживајте во нашите да речем материјали. Да не забораваме, значи ова утре може да се одрази доста негативно, не знаеме како ќе се постави Федералната резерва, затоа што ова е прв пат Федералната резерва да треба да зборува за раст на инфлацијата, значи не зборуваме за стагнирање, сега веќе зборуваме за раст на инфлацијата и затоа не очекувам нешто позитивно, останува да видиме како ќе се постави Джером Пауел, но верувам дека ова што го гледаме на пазарот моментално, ова крварење на спот ETFs и сето тоа што моментално се случува, верувам дека е директно поради очекувањата од утрешниот состанок. На еден или на друг начин утрешниот состанок ќе заврши, затоа и купувам денес, иако сме во пат, кога верувам дека пазарот ќе биде многу постабилен за разлика од отекот на утрешниот ден. Затоа што не знаеме што да очекуваме. Никој веќе не знае што да очекува од Федералната резерва, затоа што очигледно и Федералната резерва веќе нема поима што се случува. Така да, останува да видиме, ова се доста турбулентни времиња во економијата, нешто што прв пат го гледаме, нели, генерално целата оваа ситуација е доста нова и останува да видиме како се тоа ќе се заврши во текот на утрешниот ден, барем во однос на пресконференцијата на Джером Пауел, која што секогаш има голем ефект на цената, како на традиционалните пазари, така и на крипто пазарите. Така да уживајте, јас и понатаму продолжувам да купувам, денеска купив 2% плюс во моето портфолио во AGX, во исчекување на ASI алијансата помеѓу AGX Singularity Net, нели, Ocean Protocol и последно беше FetchAI. Така да тоа е се, не продаваме ништо, продолжуваме понатаму, наместо да гледате вашата доларна вредност, пробајте да го гледате вашето портфолио во број на токени, едноставно гледате и торбите кои што сте ги купиле и нормално уште еднаш ќе напоменам, значи ова е стандарден дел од bull маркетот, ништо ново, до сега веќе многу пати видено, ова се оние пост-халвинг, да речем корекции или стагнирање, така да најдоброто е пред нас. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гимиџи.